Сега не е европско, тука сме. Каде е, Тео? Каде одиме? Светско првенство Катар. Така, на светско првенство таму е место на Македонија, вашето така. место е со црвена линија. Така, и сега песна е кога се пласиравме за европско првенство. Нормално, мислам дека е време да направат нова песна, одиме на светско првенство. Таму ни е место. А дал ќе одиме на светско, тоа одиме. ќе видиме вечерва, се разбира, играме со Италија. Италија светски prvak 4-кратен. Добро реков Тео, Тео ми е мастеро за фудбал, да. Токму така, 4 пати. Но ве очекуваме на 023076677 со ваши прогнози, што и кои се вашите ведувања за вечерашниот надпревар и зошто да не сметаме дека невозможното може да биде и како возможно. Така, не ве забораваме на социјалните мрежи. Како што си знаете, поставивме анкетно прашање на Инстаграм црвена линија и Телма телевизија која гласи: кој оди во баражот за финале на светско првенство, Италија или Македонија? Имате да си гласате Италија, Македонија. После рекламите ги покажеме крајните резултати. Си знаете, Италија не смеете да кликнете. Македонија нормално е кога ќе кликнете. Само тоа ќе кажам. Така, не очекуваме да видиме ни 1% за Италија. Така, сите гласаат за Македонија, навиваме во црвена линија, но секако овој пат ќе ве вклучиме малку друг агол да ве слушнеме како фудбалски експерти, можеби некои од вас се и големи фанови и ја следат нашата репрезентација постојано. Па еве да видиме какви видувања имате за она што ќе се одигра вечерва. А за тоа како навиваат нашите сограѓани во Скопје, Тео излезе малку надвор и направи една анкета. Па слушнете какви прогнози дадоа нашите граѓани. Вечер играат нашите репрезентативци против репрезентацијата на Италија. Дали ќе победиме? Се надеваме, да. Мора да победиме. Според тебе, кој е точниот резултат? 0-1 за Македонија. Дали ќе победиме? Не знам, нема. Кој е според тебе точниот резултат? 2-0 за Италија. Ја мислам дека или нерешено ќе биде, ама може и да победиме, да. Точниот резултат според вас? Па ќе има голови, мислам дека со 1-2 гола ќе победиме или ќе биде нерешено, мислам така. Очекуваме победа. Колку е точен резултат според вас? Па 2-0 за нашите. Кој ќе биде стрелец? 2-1 евентуално нај. Кој ќе биде стрелци? Трајковски 1, да. Па мислам дека треба да победиме. Колку ќе биде резултатот? Па 1-0 доста е, нема потреба. Вечер играме против Италија. Дали мислите дека ќе победиме? Па јас се надевам дека ќе победиме, а како се шансите тука не можам да кажам. И јас мислам дека ќе победите. Колку ќе биде точен резултат според вас? Иве да го кажеме 2-1 за нас, нека е. 0-1 или на продолжение 1-1 може. Кој ќе биде стрелецот за нас? Може некој од одбраната, од корнер. Вечер играме против Италија. Дали мислите дека ќе победиме? Па не мислам баш. Зошто? Не знам, таков впечаток имам. Вечер играме со Италија. Дали ќе победиме? Да. Колку ќе биде точниот резултат? 3-0. 3-1. Тоа бе одговорите на граѓаните затекнати од камерата и анкетата на Тео. Веднаш ве вклучуваме како прв гледач, па да слушаме, да не откриете дали имаме шанси за пласма на светско во Катар 2022. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Сега може да прашам и како сте, дали се подготвувате вечер да гледате? Видете, јас сум добар, меѓутоа сум револтиран, да ти кажам право. Од толку национални телевизии во државата, никој нема директно да ја пренесе утакмицата, ќе мора да гледаме преку кабелските оператори, преку спорт, кој е канал или преку не знам на кој ќе беше другиот. Што значи брука е за државата и за националните телевизии во државата. Што се однесува за самата утакмица, нешто ми фрла сон нешто однесувањето на селекторот, мислам дека ја менја и да кажеме репрезентацијата. Не ми се допаѓа кога експериментира со играчи кои до сега не сме ги висле или не ги контролираме како играат, а само ги повикуваме ради името. Ја да ви кажам праве Серчимер, не знам зашто го повикал Бабунски. Добро, двајцата браќа се повикани, да. Имаше некои испитани играчи што си играва и сега едноставно зошто експериментира. Дали мислам дека сепак некако
ме прави песимиста таквото однесување на селекторот. Дали мислите дека не заслужиле, не се докажале доволно во нивното првенство? Видете, знаете како е. Екипата до сега си имаше костур. Добро. И сега едноставно внесувате некои нови играчи кои тешко ќе се прилагодат на костурот. Тоа е проблемот. Значи, гледаме ние како таа екипа си беше уиграна против Германија, против некои важни, и сега гледате правата кога го внесе Јаховиќ. Да. Тотално се смени, едноставно екипата не покаже игра. Добро, ние сепак оценуваме вашето мислење, а секако секој играч може со секако како повеќе возбуден трема да има, но сепак Јаховиќ, јас мислам дека за тогашните повикувања си заслужи во Турција, убаво се покажа. Добро, тоа е став и мислење и затоа ве очекуваме на 02. Така е, на 02 307 6677 и може да ни откриете и како ќе го гледате надпреварот, како ќе го следите, дали може во поголемо друштво, како реагирате на надпревар, еве јас тоа сакам да знам, ти по експертскиот дел. Така, ама еве од вас очекуваме, затоа да ве слушнеме. Добар ден. Да, добар ден. Како сте? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Баш ме асоцирате на репрезентација 20 како што се заставени и така треба да изгледа Македонија вечерва во Италија. Така е, само победа. Македонија каде што игра прави секогаш изненадување. Исто така и на Германија и отидоме па победиме 2-1. Немојте да мислите, јас 12 години сум бил спортски играч и ја знам цела тактика. Македонија нема што да изгуби, Македонија ќе добија. Па ќе добија пласман за финале, нормално. Од сите притисоци, Италија е во притисок, али јас се надевам дека на некој начин Македонија со своите играчи кои што се дисциплинирани, добри играчи, со Елвис Евидо, да ви кажам право ми е жал што не игра, али тука е Барди, тука е Адеми, тука се Трајановски. Има доста играчи кои што ќе одадат срцето на теренот, каде што Македонија треба да ја биде местото на светското првенство во Катар. Јас се надевам и сум оптимиста и ќе навивам целосно за Република Македонија да оди на светско првенство. И благодарам многу. Благодарам и вам што се јавивте. Сега е време да видиме каква е атмосферата во Палермо, како изгледаат улиците, дали се расположени нашите навивачи, иако Тео, како што наслушавме, дека најверојатно нема да се точи алкохол пред почетокот на надпреварот. Го имаме нашиот колега од спортската редакција, Игор Паневски. Игор, како е во Палермо? Дали се слушаме? Супер, ете, времето ви се погодили. Атмосфера, време. Времето како во Скопје, 20 кусур степени е тука, се е во знакот на црвено-жолтата боја, од причина што има некаде меѓу 2,5 и 3.000 македонци кои што се пристигнати тука во Палермо од сите делови на Европа, има од Македонија, има од Европската унија, голем број на навивачи дојдоа тука да ја бодрат репрезентацијата во обид да се направи тој прв чекор до пласман на светското првенство од вкупно 2 кои што не делат од настапот во Катар. Буквално на секој ќоше од Палермо се веат македонските знамења, македонците се забавуваат, навивачите пеат. Дури супер е дружбата меѓу навивачите од Македонија и од Италија, наистина прекрасна вистинска фудбалска атмосфера. И се надеваме дека на крајот повторно нашите навивачи ќе се радуваат по завршувањето на надпреварот и дека ќе ја славиме првата од двете победи кои што ни се потребни за да стигнеме до Катар. Па нормално, ја мислам дека кога ќе постигнеме првиот гол и ќе водиме нормално и ќе победиме цел стадион, сега не знам точно бројката, но мислам дека цел стадион 30.000 публика. 30.000 токму така, ама зборам за нашите македонци што се таму. 3.000 сите 3.000 на глас ќе се кечи тоа, ќе се слуша Македонија како пеат горди и стрекно. Ако им се допаднеме, може ке во навивањето ќе ни се приклучат и останатите локални жители. Еве, да ни откри дека некако има дружба, најверојатно јужниот темперамент си го прави своето, но колкава е возбудата, да речеме, еве дали имаш информации фудбалерите, како се чувствуваат пред настапот?
Класично, како и пред секој надпревар, тоа се врвни професионалци, пред нив е еден огромен предизвик, ова е надпревар кој што може да биде меч на нивните кариери од тие два кои што треба да ги одиграат за вкупно 4 дена. Најголемиот дел од оваа репрезентација го има искуството за вакви мечеви. Пред се од наставите на Европското првенство и оние бараш надпревар против репрезентацијата на Грузија за настап на континенталниот шампионат и претходно надпреварот со Косово. Најголемиот дел од нив, реков, го имаат тоа искуство. Атмосферата вчера на тренингот беше релаксирана, извонредна. Самиот селектор на фудбалерите им порача едноставно да дадат максимум, да се опуштат, дека ова е надпревар во кој што може да се добие многу. За противника го имаме актуелниот европски првак кој тешко излага на крај со нас. Во Торино пред 4 години освоивме бод, а во Скопје не победија едва со гол во 93-та минута. Ја победивме Германија, знаеме да го земеме скалпот на големи репрезентации, така да зошто тоа да не се случи повторно и Македонија да биде уште еднаш дел од едно големо надпреварување. Иако, нели, има уште два чекора. Ако се победи Италија, го чекаме победникот од надпреварот меѓу Португалија и Турција, зашто пак играме надбор, не чека гостување во Порто, пак на море. Така, и сега јас видов изјава од Горан Пандев како збори за или филма с неговото отсуство, многу голема разлика ќе направи во играта. Дали ти истото го сметаш вака како, ќе кажам, наш колеги експерт, дека отсуството на или филма драстично ќе ја смени целата игра, различно ќе биде сето тоа. Што мислите? Вака, ние знаеме дека или филмас нема да игра на овој надпревар веќе со месеци назад од како заврши квалификациите за европското првенство. Имаме алтернативи во националниот тим, се прават разни комбинаторики, ќе видиме селекторот зашто ќе се реши за кој стартни 11. Најверојатно ќе се појави Стефан Ашковски, ќе видиме дали Бобан Николов ќе добие шанса. Реално имаме можност и мораме практично да го надополниме отсуството на Или Филмас. Мене лично, ако ме прашувате, многу е значено што на овој надпревар го имаме и во составот Аријан Адеми. Тоа е еден од клучните играчи, без разлика што ова е тимски спорт, оваа репрезентација игра како еден, како тим. Многу е битно да се појави Аријан Адеми во составот и да не заборавиме уште еден стартер го немаме на овој надпревар. Тихомир Костадинов нема право да игра на дуелот против репрезентацијата на Италија, да се надеваме дека и двајцата ќе играат против Португалија. Игор, благодарам што се вклучи во црвена линија. Уживај во Палермо и се слушаме со победа на Македонија. Тоа е она што сакаме да го слушнеме и да зборуваме од малку победничка атмосфера. Нека биде изненадување убаво за сите. Се надевам. Поздрав до тебе, а сега е време за вас, драги наши, на 023076677. Јас лично сакам да ми кажете кои се вашите прогнози, како го замислувате резултатот на крајот на овој надпревар и секако може да ни откриете и колку сте голем фан, колку ги следите успесите на македонскиот фудбал, па и пошироко меѓу другото, еве и со кого ќе гледате вечерва надпревар. Дали можеби со, како да кажем, имаш ти своји другари за фудбал? Нормално друштво се до тоа. А сега мислам дека е време да ги видиме најавите на Милевски и Манчини, да видиме што збореа околу овој надпревар. A cosa bisogna fare attenzione della Macedonia? La Macedonia è una squadra tecnica, è una squadra con giocatori bravi, veloci in attacco, in contropiede, che difendono anche bene perché difendono con tutti i giocatori. Quindi non è una squadra così, insomma, non sono degli sprovveduti, è una squadra che è andata a vincere in Germania nel gruppo eliminatorio, quindi vuol dire che ha delle qualità. Така, тоа беше изјавата на Манчини и сега, ако не видовте по титловите, по преводот, ја како експерт по италијански можам да ви преведам што уствари кажа Манчини. Манчини кажа дека Македонија е многу јака и силна репрезентација и секако цела репрезентација на Италија се плаши и најверојатно ќе изгубат, но битно е убаво да се другарува. Тоа е целата на фудбалот. Ама повеќе среќа друг пат Македонија иде понатака. Така, навиваме денес за Македонија во црвена линија. Коментирайте и на Facebook црвена линија, тоа не заборавајте секако. Продолжуваме понатаму и со изјавата на нашиот селектор Милевски. Мислам дека секоја репрезентација си има своји квалитети, своји позитивни и негативни страни. Така да не би издвоил ни една репрезентација како
би треба како урник, како би требало и Македонија да игра утре, затоа што секоја репрезентација има различни тип на играчи, различни индивидуалци со различни индивидуални карактеристики, така да не би издвоил ни една репрезентација која е налик на наш. Се надевам дека ќе бидеме подготвени за секој сценарио на утрешниот надпревар, што се однесува до мојот колега, јас изјавив и претходно дека изузетно го ценам и го почитувам и ја почитувам неговата работа и мислам дека и он е главниот виновник за европската титула на Италија. И секој, па и мојот колега си има свој план, ние си имаме свој план како би требало да изгледаме на надпреварот утре. А сега на задоволство на сите вас, па и нас го вклучуваме во живо Златко Андуновски, кој што е и воедно потпарол на Фудбалската федерација на Македонија, директно од Палермо. Златко, како е? Изгледаш фино, подготвено, за да славиме победа, предпоставам. Дај Боже! Дај Боже, така е! Тонот на сите нас, македонците, кои што сме и тука во Палермо, меѓутоа се разбира и во нашата држава. Предизвикот е огромен, веројатно една од најважните надпревари за македонската репрезентација воопшто во историјата, пресметка против европскиот prvак, меч против Италија, 4-кратен светски шампион, европски prvак. Меѓутоа, како што напомена и селекторот на нашата репрезентација Благоје Милевски, а тоа го повторуваат, се разбира и фудбалерите, ние сме тука да играме, да уживаме во надпреварот, да дадеме се од себе, па знаете што биде. Ова е фудбал, а во модерниот фудбал не постојат ниту фаворити, ниту аутсайдери. Оваа репрезентација веќе покажа дека знае да игра против најдобрите. Ова е надпревар на кој нема потреба од мотив, сам по себе е присутен меч за светско првенство или еден чекор до светско првенство и сите се надеваме на големи работи. Така и сега, мене лично ме интересира нормално и на тина и на сите нас фанови на фудбалот и знаеме дека ние добиваме информации за почетниот состав некаде половина час пред надпревар. Па дали може од вас да откриеме барем некои почетни позиции? Ако се знае, нормално од ваша страна. Ако се смее. Да. Ако ви значи нешто, на голот ќе биде Столе Димитриевски. Повеќе очекувавме ни да ни откриете. Оно што не е интерес... Тоа го знае, во овој момент тоа го знае само селекторот на нашата репрезентација Благоје Милевски, се разбира неговите помошници од стручниот штаб. Верувам дека на состанокот со фудбалерите и самите тие ќе знаат кој ќе настапи во првите 11, меѓутоа во овој момент тоа е помалку важно. Сите знаеме дека најбитно е да останат сконцентрирани, да бидат присутни во надпреварот во секој момент, во секоја секунда, да се борат за секоја топка и тоа е она што ќе пресуди дали одиграле добро или не, се едно на крајот како ќе биде резултатот за нашата репрезентација. И Златко, иако знаеме дека се одлични професионалци, се чувствува ли малку поголема возбуда? Како изгледа од другата страна? Возбудени сме ние од оваа страна како гледачи, ама како има на фудбалерите, па дури и генерално и на двете репрезентации? Знаете, тие се професионалци, меѓутоа на крајот борете ако имате трема пред важен настап, тоа значи дека сте подготвени. Предпоставувам дека тоа се однесува и за фудбалерите. Тие имаат многу надпревари во своите нозе од огромно значење, играат во големи европски клубови, имаат европско првенство зад себе, имаат надпревар кој што носи многу притисок. Ова е еден од тие надпревари, меѓутоа надпревар за уживање, како што рече и селекторот Благоје Милевски, бидејќи ние навистина немаме што да загубиме. Веќе сме меѓу 20 најдобри на стариот континент, играме против Италија. Даваме се од себе, се друго, Боже мој. Благодарам Златко што се вклучи директно од Палермо. Ви посакуваме многу успехи, веруваме многу во вас. Ние веруваме во победа. Така е. Секој е добро.
А сега е време на вас, драги наши, да ве слушаме какви прогнози давате кога станува збор за еден ваков круцијален надпревар кој што може Македонија да ја донесе до Мундијал Катар 2022. Токму Што така се случува на на социјалните мрежи? Имаме коментари. Прв коментар е од Игор, кој гласи вака. Здраво од Игор. Да кажам дека секако Македонија има шанси за пласман на светското првенство во Катар. Вечерва сите да ги бодриме нашите момци во напреварот со Италија и да навиваме сложено за Македонија и само напред Македонија. Така е, само напред Македонија. На 0230766677 очекуваме од секоја генерација сите фанови на фудбалот, па и оние кои што тоа не се, верувам дека имате прогноза и желба за победа. Да, видиме сега и уште еден интересен пост кога станува збор за тоа што е објавено во врска со изгледот на италијанските фудбалери. Почна, азурите со стил пристигнаа во Палермо, во пресрет на дуелот со Македонија. Фото дотерани како од модна писта. Италијанците пристигнаа во Палермо. И коментари имаме: Ами Емпорио Армани му е спонзор, нас кој не е? Мат старт. Ете така, значи она што важи дека италијанската репрезентација е дотирана, но тоа не е битно кога е во прашање фудбалот, побитна е играта. А сега одиме со изјавите на оние кои што се клучни лидери во својот тим. Cosa dobbiamo fare attenzione della Macedonia? Sicuramente alle ripartenze, ai calci piazzati e alcune situazioni dove sono una buona squadra. Gli manca un giocatore che conosciamo benissimo, che forse è il talento più grande che è Elmas, ma anche gli altri, bene o male, alcuni giocatori sono passati dall'Italia, altri li abbiamo incontrati anche negli anni scorsi, quindi sono giocatori che conosciamo abbastanza e non sono certo qui per caso. Ci vuole grande umiltà, grande rispetto, grande energia positiva. Con questi ingredienti faremo nostra la partita. Пред се сум горчо денес сум тука на оваа пресконференција што сум дел од оваа генерација и предводник како капитен. Се осеќам исполнето и ете, дојде тој ден да Македонија игра бараж за едно вакво големо надпреварување. Ја мислам посебен мотив од ова не постои да играш против европскиот шампион. Сега е време за вас. Ги слушнавме и капитените, подготвени сме и ние. Па да слушаме, ева, кои се вашите прогнози, може би и за составот кој што ќе заигра вечерва, бидејќи оно што дознав и од Тео, до самиот почеток на надпреварот составот се крие во така, тајност. До половина час пред почеток на надпреварот, но сега идеме да прочитаме коментар од Драшко, кој гласи: Да издржиме до пенали, а после се е можно. Се е можно. Рулет се пеналите. Форца Македонија. Така, најверојатно прогнозата да биде нарешена, а потоа пеналите во продолжетоци да одлучат. Како и да е, изненадувања никогаш нема, а велат дека и среќата и те како знае да биде клучна за спортот. Пак ќе видиме, оно што сакаме да слушнеме, тоа е да ни се јавите на 0230766677. Предизвикот е да ни откриете кои се вашите пред се прогнози. Дали имате верба дека на Македонија може и како да се случи да влезе во квалификациите за светско 2022 и значи да заигра на Мундијалот, за европското добровишче. Одлично. А сега идеме пак на пост, односно коментари. Имаме коментар од внукот на Јордан Сокол Презијата, кој гласи: Поблиску никогаш, ама сепак многу далеку. Има видео стајано, заедно ќе го видиме. Италија, Македонија 0-2. Само напред. Ете така, сите си се снимате, се праќате, тука ве чекаме на социјални мрежи, а сега вклучуваме и гледач. Добар ден. Добар ден. Ајде, праша, добар ден. Добар ден и секој е добро. Дали ќе гледате вечерва во големо друштво Италија, Македонија? Уклучиите, да, гледаме се. Прогноза, јас давам прогноза дека ќе добиеме 2-0 за Македонија. 2-0. Да, според вас, кои ќе бидат стрелци? Па сега кој беа стрелци? Јас секој пат навивам за Македонија, кој се тие?
Битно ќе победиме, тоа е Важно најбитно. мрежата да се полни. Да се тресе. Така е. Добро. Јас 2-0 за Македонија ќе биде. Така, Иве, да прашам, како изгледате вие кога гледате еден вака важен надпревар за својата земја? Се нервирате ли брзо? Слушай сега, да ви кажам право, кога гледам со задоволство, кога победуваме, секој пат сум добар. Така. Кога не победуваме, не сум добар. Така? А како реагираме на пропуштени шанси, например? Како реагираме? Бе, јас често пати пратам нашиот фудбал со странци, меѓутоа не треба многу да се палиме. Значи, фадби не треба никогаш. И сега јас сакам да победувам секој пат. И сега прогноза, така ќе биде, вака ќе биде, на крај кој ќе изгубаме и мака имам да знаете. Така? Вие што прогноза давате? Колку ќе победиме? 0-2 од старт. Тука сме ние со Тео, 0-2. 0-2. Скромно. Се сложуваме со вашите прогнози, ама дај може да биде 0-3 по правило. Нема милост, удри ги, барем ја така зборам. Ја кога сум играл фудбал, ми помина таа моја кариера, удри ги, нема милост. А сега вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако... Вие сте во црвена линија, во една Добар навивачка ден, ако сум на атмосфера. линија. Да? Дали сум во програма? Да. Благодарам. Па вака, прво мора едно да се сложиме, дека ќе биде урнебесно вечер, дека ќе славиме, ќе се радуваме, ќе урламе, ќе викаме, тоа е најсигурно. Меѓуто, мојата желба е да победиме макар и 1-0 нека е, само да победиме. Најбитно. Денеска се игра фудбал со математички. Сега се знае тачно кој на кого ќе подаде, кој ќе шутира, кој ќе даде гол, ако треба да даде гол. Така да помина времето кога се играше, значи на сила, значи со премногу фаули, сега веќе тоа е значи излишно и така, значи фудбалот е модерен и се игра модерно. И затоа, значи вечерва сакам да победам, друга желба немам, утре да поставите тема како поминаме вечерва, да се радуваме и утре. Тоа се чини дека тоа ќе биде најобјективно, најреално. Ветуваме, имаме тема посветена на победата на Македонија. Секако ние, значи, победата ќе сакаме да себе една енглеска игравме нерешено, една Германија ја тепавме, со Италија игравме нерешено и така, кај нас одека игравме, водевме 2-1, на крај изгубивме, што се вика 3-2. И така, значи во фудбалот, сегашен фудбал, значи нема непоразен, нема кој не може некого да го порази. Благодарам што се поврзавте со нас. Останете до крај со црвена линија. Вклучуваме и нов гледач. Така е, добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Вака сега, сите сме удресови, чекаме да почне утакмицава. Така е. Нормално. До сега 2-3 гајби пиво отидоа, више нема продавничево, не знам што ќе правиме за да после како ќе А славиме. во Палермо нема алкохол. Па одека пиво снема кај нас. Точен резултат 2-4. Опа, одлично, ми се допаѓа. Точен резултат 2-4 и сите препорачувам на сите македонци у кладилница тим 2 гол дека ќе даде, дека уплатат. Значи сигурицата, тип од вас. Само намалете го тонот на ТВ примникот, односно телевизорот, за може јасно се слушаме. Бе, немам телевизор, брату, на телефон да гледам. Намалете го тонот на Океј, дали ќе гледаме со големо друштво, претпоставувам тие... Околу 2:30 сме собрани. Па вие сте еден мини стадион? Добро. Дали тоа значи дека има и богата трпеза? Пиво и кикирики, ништо друго за фудбал. Значи, јас и Тео може да дојдеме? Може. Добро, ви посакуваме добро и пријатно вечерно навивање. Според вас, кој мислите, кој ќе ни бидат стрелци? А Трајковски сигурно, Столе Димитриевски ќе им фати 2 или 3 живи, тоа знам сигурно. Да, боже. И Елмаз да играше и он ќе даеше гол сигурно. Не се сумнам во него искрено, ама тоа е, нема да игра за жал.
Така, убав ден да имате. Убав ден, благодарам што ни се јавивте. Ете така гледате, може да не гледате и на мобилен телефон, може да не гледате и на YouTube по завршувањето. Се разбира, може да коментирате и на Facebook, Црвена линија, Instagram и Twitter. Така, пред да свртиме на другата, јас само да кажам, мислам дека е било многу убаво. Ако не да Боже изгубиме, пак дочек на площад, за најубаво ги причекаме нашите фудбалери. Па секако. И велиме добар ден. Добар ден. Или да речам, але, добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ премникот, односно телевизорот, за може јасно и бо се слушнеме. Дали се слушаме? Добар ден, Црвена линија. Се слушаме. Одлично. Како сте? Како сте расположени? Јас сум добро расположен, очекувам дека резултатот ќе биде 2-1 за Македонија или 1-0. Тоа е моја оптимистичко, но сакам да коментирам малку во однос на стратегијата. Океј, играчи замени добри, квалитетни. Ајде. Во недостаток на Елмас, кој се надпреварува во Наполи, еден голем минус, бидејќи таму го имаме Несторовски. Добро, да, Несторовски во Удинезе е повеќе резерва, ама или Елмас не е како главен играч. Да, но го нема Елмас како недостаток. Италијанската јавност го памтат како Нестор гол. Доволно е само да стои, влечи двајца играчи, зборам од стратешки малце фудбалски, колку што се разбираме, бидејќи сум тренирал јас. Доволно требаше стратешки е повреден Несторовски, и тоа повеќе ќе дадеше во тимот. Не дека се слаби, не дека значи дечките се добри, мал недостаток мислам дека е голем хендикеп. Неговото присуство ќе беше одобрено значење, бидејќи покрај Пандев, Елмас и Несторовски во Италија на Македонија. Несторовски е повреден, така да окей, со среќа, тоа е една мала забелешка, инаку се друго окей. Мислам дека да видиме реално да победиме 2-1 е добро. Проблем ќе биде со Португалија. И кратко, нека и малце надвор од контекст, нека играат малце на тема Пандев. Менаџерите знаат добро да го одработат во корист наша, со победа наша и нерешено со Португалија тук. Внимавајте на тајмерот 90 секунди, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Го цениме секој мислење, на овој пат велиме, бараме прогнози. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Еве, јас забележав дека се пуваше дека ако нели се тргне како што треба, следен предизвик ни е Португалија. Добро, не мора да значи зашто толку така да ги отфрлиме турците. Да, Турција може да изненади, ве молам. Да, а сега мислам дека е време да видиме малце вчера вечерта атмосферата како била во Палермо, па зашто не? Ете, Македонија се знае кој е дури на улиците на Палермо и две едни топли јужни нации, ќе кажам, се споени и ги поврзува овој пат заедничка страста, тоа е фудбалот. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте. Ве слушам. Ало? Да, ве слушаме. Кои се вашите прогнози за вечерва? Ама пред малце добив не ве слуша пич, сега малце ве слушам. Сега е подобро. Добро. Добро, подобро. Јас сакам да ве прашам, ајде. Дали ќе вршите вие преноси во колку сато е утакмицата, јас се заинтересирав сега, слабо гледам фудбал, гледам тенис ден и ноќе, меѓутоа сакам да ја гледам ова утакмица. Значи, вие ќе вршите преноси во колку сато почнува? Утакмицата е во 8:45, но за жал нема преносни. Така, на Телма телевизија нема да оди пренос, па и ниту верувам на никој македонски канал, бидејќи правата ги имаат откупено. Си имаат откупено, да. За жал. За срамота, за срамота. Ама можете да гледате, сите ќе гледаат така. Како и да, интернетот е тука и поврзува. Рековте, гледате многу тенис. Еве, кога станува збор за вака круцијален надпревар, како планирате, например, да го гледате? Па нека биде на интернет, се е возможно денес. Без разлика, цела Македонија ќе гледа и јас би гледал, зошто да не? Така, па ќе гледате, тоа велиме, да. Еве, да речеме, дали ќе гледате со повеќе пријатели,
Другари по фудбал, може би со сопругата? Сам сум дома, сам. Така, па викнете ги комшиите, не е лоша дружба. Не, никој кај мене нема влезено од кога почна коронава, се додека има уште по 20, кога ќе почна ниеден заболен да нема, тоа ќе влези некој дома. Може, тогаш ќе се радуваме на балкон, секогаш има опција. И одиме со следен гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ пребникот, златно правило. Црвена линија. Не се исклучи гледачот, одиме сега малку со одмор реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега е време за анкетното прашање. Крајните резултати. Јас чекам да видам 1% гласано за Италија. Видиме. Кој оди во баражот за финале на светско? Италија, Македонија. И сега ова не ќе да го гледам ни да го кажам, но нема врска. Италија 21%, додека Македонија 79%. Значи 21%. Јас само тоа ќе кажам, ме разочарав се. Јас само се гледа 1%, но како и да ќе навиваме вечерва за Македонија. А утре зборуваме на една тема во која што очекуваме да се вклучите, тоа во голем број. Сите што имаат бугарски пасош да не седат на две столчиња, или македонско или бугарско државјанство. Што мислите вие? Но, ако, што зборам, како и користам ја збори, не ако, кога ќе ги победиме Италија, утре ќе ставиме тема плюс за нашиот триумф над Италија. Па ќе видиме. Секако гледајте утре Црвена линија, 16 часот и 15 минути. Чао, чао.